Здраво, Джаз сум Хана и добре дойдовте на урок от пръв от нашиот втор модул. Денес ке истражуваме важността на податоците во маркетингот на социјалните медиуми. Во денешната дигитална ера, социјалните медиуми станале централен дел од нашата комуникација, учење, маркетинг и донесување одлуки. Но под секој лайк, коментар и споделување лежи неверојатен слој на податоци, еден што може да открие трендови, да предвиди однесувања и да ја поддржува одлуките во различни индустрии. Овој час истражува вредноста на податоците од социјалните медиуми, нивните апликации, предизвици и најдобри практики, особено за оние кои работат во образованието за возрастни и дигиталниот маркетинг. Што е податоците од социјалните мрежи и зошто се важни? Данните од социјалните мрежи се однесуваат на сите содржини и увидите за однесувањето генерирани на платформи како Facebook, X, LinkedIn, Instagram, TikTok и YouTube. Вклучува постови, коментари, видеа и слики, кориснички генериран содржини, лајкови, споделувања, време потрошено и кликнувања, поведбените метрики. Зошто овие податоци се важни? Владите го користат за следенџе на јавниот став и информиранџе на политиките. Бизнисите го користат за таргетиранџе на клиентите и оптимизација на перформансите. Истражувачите истражуваат обштествени трендови и однесување на луѓето во реално време. И во возрастното образование тоа помага да се прилагоди содржината и да се поттикне вклученоста. Но со големи податоци доакжа и голема одговорност, аналитиката на податоци бара техничко знаење и етичка проценка. Апликации во возрастното образование. Вклучување на учениците преку податоци, да разговараме за возрастното образование. Социјалните мрежи не се само за поврзување или забава, тие се можен алат за учење. Платформите генерираат увид во реално време за однесувањето на учениците. Кога возрастните најмногу се вклучуваат со содржината? Кои формати, видео, анкети, статии се најдобро перформираат? Кои платформи се идеални за различни групи на ученици? Со анализа на овие податоци, воспитувачите можат персонализирај го содржината на учењето, подобрување на пристапноста за работоспособни возрастни, мигранти или постари ученици. Промовирајте учење од врсници базирано на заедницата. Пример. Центар за обука на заедницата забележува дека неговите обџави за развој на кариера најдобро функционираат на LinkedIn на вечер. Со користенџе на овие податоци, тие ја променуваат својата распоред за обџавување, ја подобруваат посетеноста на вебинарите и ги одвожуваат уписите. Данни од социјални медиуми во маркетинг, стратегиска предност. Сега да преминеме на маркетинг, особено маркетинг на социјални медиуми. Податоците се моторот зад успешните кампанџи, помага на маркетерите. Разберете ја публиката, кои се тие, што сакаат. Сегментирање на корисници, по возраст, интереси, однесување. Оптимизирај содржина, кои објави најдобро функционираат и зошто. Измерир ОИ, кои напори генерираат вистински резултати. Да го разложиме. Инсайти за публика и сегментација, знаете кои се вашите следбеници, што ценат и како се однесуваат онлайн. Б. Оптимизација на содржината. Користете метрики како стапка на ангажман, досег и време на гледање, за да ги усовршите вашите објави. С. Мерење на перформансите. Следете ги КП и како CTR, стапката на конверзија и трошок по стекнување во реално време. И во бизнисот и во образованието, овие стратегии ја зголемуваат вклученоста, конверзиите и резултатите од учењето. Предизвици, етика, приватност и алгоритамски пречки. Секако, не се е мазно пловидба. Ајде да ги истражиме предизвиците. Прва, заштита на личните податоци и усогласеност. Закони како GDPR и законот за вештачка интелигенција бараат транспарентно и етичко управување со податоците на корисниците. Ова е особено важно при работа со возрастни ученици или ранливи групи. Друга пренатрупаност на податоци, со толку многу достапни податоци, лесно е да се падне во аналитичка парализа. Фокусирајте се на јасни кипови и користете алатки што ги прикажуваат само најрелевантните увиди. Трета, премини во алгоритмот. Секоја социјална платформа редовно ја прилагодува својата алгоритам. Ако вашиот досег ненадежно упадне, тоа можеби не е вашето содржина, можеби е ажурирање на платформата. Маркетерите и едукаторите треба да останат флексибилни и информирани. Најдобри практики. Одговорно користење на податоците од социјалните мрежи. Еве 5 најдобри практики за користење на податоците од социјалните медиуми. Дали сте во бизнис или образование. Поставете јасни цели. Знаете што се обидувате да постигнете: свесност, регистрација и генерирање на водства. Јасноста ја води стратегијата. Друго, користете ги правилните алатки
Изкористете платформи како Facebook Insights за ангажман, Google Analytics за веб съображай, Hootsuite или Sprout Social за перформанс на обявите, LinkedIn аналитика за професионални ученици. Трето, следение тестиранже прилагодование. Користете А-Б тестиранже, експериментирайте со формати, обжавувајте во различни времинџа. Потоа прилагодете ја вашата стратегија врз основа на тоа што работи. Четврти, представете ја приватноста. Бидете транспарентни за начинот на собиранџе на податоците. Добие согласност. Дозволете им на корисниците да пристапат или да ги избришат своите информации. 5. Фокусирајте се на квалитет на место на количина. Не прелевајте ја вашата публика. Користете социјално слушање за да создадете содржина што додава вистинска вредност. Дали тоа е туторижал, приказна или интерактивен квиз. Конечни размислувања и размислување. Да резимираме. Данните од социјалните медиуми се непроценливо богатство. Тие ни кажуваат што им е важно на луѓето, како се однесуваат и што ги движи. Во маркетингот тоа ви помага да ја пронајдете вашата публика и директно да зборувате за нивните потреби. Во возрастното образование тоа ја персонализира наставата, ја подобрува достапноста и ги овозможува учесниците за цел живот. Но тоа мора да се користи одговорно, етички, законски и транспарентно. Значи, еве едно прашање за тебе. Како професионалец, како разбиранџето на податоците од социјалните мрежи може да ја подобри вашата настава, маркетинг или поврзување? Вашата задача – избери една платформа, истражи ги нејзините аналитики. Какви сознанија можеш да собереш за твојата публика? Врз основа на тие сознанија, која е една промена што можеш да ја направиш за подобро да им служиш? Благодариме што гледавте, а во нашето следно предавање ќе ги истражиме видовите на податоци достапни на платформите за социјални мрежи. До тогаш продолжи да учиш, продолжи да тестираш и продолжи да се поврзуваш.